Богатството на милиардерите денес расте 3 пати побрзо од просечниот раст забележан во изминатите 5 години. Во меѓувреме, секој четврти човек во светот се соочува со потешкоти да обезбеди редовен пристап до храна. Според Оксфам, 12 најбогати луѓе на планетата располагаат со повеќе богатство отколку најсиромашната половина од човештвото. Критичарите предупредуваат дека оваа концентрација на богатство не е само економско, туку и политичко прашање. Истражувањето на World Values, кое опфати податоци од околу 400.000 испитаници во повеќе од 110 земји, со цел да се разбере како вредностите и уверувањата на луѓето го обликуваат нивното однесување и влијаат врз општествените промени, покажува дека речиси половина од анкетираните веруваат дека богатите ги купуваат изборите во нивните земји. Во САД, академските истражувања укажуваат дека политиките поддржани од богатите интереси имаат значително поголеми шанси да станат закон во споредба со оние на кои тие интереси им се спротивставуваат. Во 2024 година, компаниите поврзани со 10 најбогати луѓе во светот потрошиле $88 милиони за лобирање во САД, повеќе отколку сите синдикати заедно. Poses a risk for democracies. So we all tend to subscribe to the democratic principle, one person, one vote, but we see that wealth holders, and that can be either the persons or often companies that very wealthy people own, they spend a lot of money on lobbying, and lobbying then steers the direction of our political decision making away from what the voters would or the public would want. Оксфам проценува дека милиардерите имаат најмалку 4000 пати поголеми шанси да извршуваат политичка функција во споредба со обичните граѓани. Аналитичарите предупредуваат дека ваквата нерамнотежа ја уништува демократската одговорност. Според Оксфам, 74% од богатството на милиардерите во Европската Унија произлегува од наследство, монополска моќ или од врски со привилегирани политичко-бизнис кругови. Во услови кога трошоците за живот ширум Европа нагло растат, најбогатиот 1% во 12 земји од ЕУ извлекол десетици милиарди долари од глобалниот југ во текот на 2023 година, наведува организацијата. Со други зборови, се работи за современа форма на економски колониализам. Оксфам го користи терминот дигитален колониализам за да го опише начинот на кој компаниите доминираат врз глобалната дигитална инфраструктура и податоците. Мал број технолошки гиганти контролираат голем дел од светскиот пазар на интернет пребарување, мобилни оперативни системи и онлайн маркетингот. И собственоста врз медиумите е силно концентрирана. Многу од најголемите светски медиумски организации се во собственост или под контрола на милиардери. Дури 7 од 10 најголеми медиумски компании во светот се во собственост на милиардери. Личности како Руперт Мардок, Джеф Безос и Илон Маск контролираат или презеле големи платформи што го контролираат глобалниот јавен дискурс. Оксфам наведува дека по преземањето на Твитер од страна на Маск, независни истражувачи забележале пораст на говорот на омраза. А со оглед на тоа што многу милиардери отворено го поддржуваат Израел, палестинските гласови особено биле на удар. Технолошкиот милиардер Лери Елисон, кој неодамна го презеде TikTok, јавно ги поддржа ставовите на израелската влада и организираше донаторски настани за произраелски политички личности во САД. The renewal of the Jewish state is something that I think touches all of us. For 2,000 years we were a stateless people, and now we have a country of our own, defended by all the brave men and women of the idea. So anything we can do to support them, who devote their lives for preserving the state of Israel, keeping the people safe, and allowing our state to continue sometimes in very difficult situations. Медиумскиот магнат Руперт Мардок надгледува медиуми кои ги засилуваат наративите на израелската влада и го минимизираат палестинскиот отпор. Милиардерот и собственик на Мета, Марк Закерберг, исто така се најде на удар на критики поради наводна цензура на пропалестински содржини на платформите на компанијата.
Критичарите тврдат дека медиумските екосистеми поддржани од милиардери ги засилуваат наративите што ги демонизираат палестинските гласови, додека истовремено ја зацврстуваат произраелската реторика и државната моќ. Потрошувачката за одбрана расте во време на конфликти и војни. Па, например, по трансферите на оружје поврзани со војната во Украина, Министерството за одбрана на САД потпиша договори вредни повеќе од 1 милиарда долари за да ги обнови своите резерви. Критичарите тврдат дека војните изведувачи финансиски профитираат од продолжената нестабилност. Тие посочуваат дека геноцидната војна на Израел против палестинците во Газа на сличен начин довела до зголемена воена потрошувачка. Воедно предупредуваат дека воената економија често ја проширува извршната власт, а го слабее демократскиот надзор. Истражување поддржано од Оксфам сугерира дека најбогатите поединци создаваат неспоредливо поголеми емисии на јаглерод во однос на глобалниот просек, при што значителен дел од тие емисии се поврзани со нивните инвестиции. На самитот КОП-28 меѓу регистрираните делегати имаше десетици милиардери, вклучително и оние поврзани со индустријата на фосилни горива. Според студијата, просечен милиардер годишно емитува околу 3 милиони тони јаглерод преку своите инвестиции и животен стил. Тоа представува милион пати поголем отпечаток од оној на човек што е на долните 90% од светската популација. Активистите предупредуваат дека ова создава опасен судир меѓу климатската правда и концентрираното богатство. Аналитичарите велат дека екстремното богатство не им штети само на пазарите, тоа ја уништува и демократијата. И затоа се поставува прашањето: можат ли политичките системи да останат демократски ако економската моќ е толку концентрирана?